Стигнахме во домот на Мери Островска Кунуш. И пред да чуеме нешто повеќе за тоа со што таа, впрочем, и всушност се занимава, јас уште на почетокот ќе ја замолам да каже која е Мери како уметник, како граѓанин, како родена битолчанка, Битолчанка. и да речам човек која што дел од животот минува во Франција. Родена битолчанка, си завршив тука сите до средно училиште музичко. Во меѓувреме, значи, пак и со цртањето си работев, потоа се запознав со мажот ми, отидов во Франција. Во Франција имав можност, моја жена научив. Да. Сега малце интересно. Кај нас голема. Да. Вие требаше да видите музич. Има никаква врска со музиката, со ова што сега Како го не? работите, со декорација на порцелан? И музиката си е уметност, и музиката е до мене. Музиката си работи, и јас си работам, си творам. Да пред пошироката јавност и во Франција и во Битола. Меѓутоа, интересно е да кажеме каде ги создавате идејите? Тука, во Битола, кога ќе додете, добивате инспирација и најголем дел од вашите дела се создавани во Париз? Најголем дел во Париз се создавани. Таму имам и професор кој ни објаснува и користиме сите материјали кои, еве, општината таму нас ни помага многу во тоа. И сите мои работи се таму повеќето творени, затоа што овдека, мислам, немам печка, правим за печење, а кога доаѓам тука, и друга си имам специјално. Мери, колку всушност години се занимавате со ова применета уметност? 20, од 88 година, 24 години, Да. 23. Имате ли некаква евиденција, може ли да се зборува за вкупно колку ваши трудови, колку ваши дела имате? Како да ви кажам колку има? Кога на сите браќа, сестри, зови имам дадено поклон. Сега оттаму натаму колку имам, што ми порачале. Пријателки, копшивки, ќе одат негде на некоја свечаност или на некој роден ден, ќе ми порачат. Ќе му направам. Сервизи за ручавање со сите тие работи. Не можам да знам колку има. Сега можеме ли со ваша дозвола, веќе сме во вашиот стан, да прошетаме во останатиот дел од вашиот живот и да се запознаеме малку по-конкретно со она што представува ваша животна обсесија, животна преокупација? Да, како не? Повелете.
Овие се зидни тањири, например. Тие се работени само со мат злато. Прво го нанесувам мат златото. Направиме светлина, темнина, од каде доаѓа, значи тоа, кога ќе го видиме цвеќето, да го видиме како да е Ова е сервис за ручавање. Сервизот за ручавање е со релјеф и како ни диктира релјефот, така го работиме. Било цветови, било овдека е со овошје разно. Со кршење на порцуланот, ако некогаш може и да ја скршиме. Пајцата кога ќе го кршиме, али тоа е во обемот на работата. Мора да има нешто. Да ви кажам дека сите тие техники ги употребувам. И оваа техника на крајот да ви ја кажам кај Богородица што е. Ова е работена техниката, се вика краклюр. Значи, ставаме боја, ја печиме. Ставаме злато, целиот овај дел го покриваме со злато. Над златото ставаме една течност која го крши златото. Како ќе го искрши, така во печењето ќе, еве го, дали може да се види, како мозаик го прави, али тоа ние не, таа течноста што му е и јас ја гледам, и таа ме гледа мене. Додека не ме погледни, јас не застанувам да работам околу очите, околу веѓите, устните нормално, се да го покажиме изразот на лицето. За кога ќе ја погледнете да речите стварно,
и таа ме гледа. Целата изработка му е со перодршка, за да му ги дај сите нерви, оние што ги гледаме во платината. Уметникот твори најчесто своите дела ги создава врз основа на своите соништа, имагинација и така натаму. Треба нешто што сака да се претвори во дело, треба прво да се замисли во подсвеста, во свеста и така натаму. Еве Мерика ја замолим се да каже од каде таа ги добива тие инспирации за создавање на овие дела. Инспирации во
тање на шоли за кафе. Вака како што Како го е, гледаме. да, како што го порцеланот е гледаме. обичен порцелан. Вие Бел. рековте во текот на вашето Да. излагање дека тој најчесто ни служи за да сетиме да задоволиме едно потребите, да се наручаме, да се најадеме и така натаму и така натаму. Меѓутоа, судејќи според она што вие се имате направено со порцеланот, може да се рече дека тој има и душа. Може да се прилагоди, да се култивира, да се направи поинтересен, да речеме дури и ручекот да биде многу посладен како се претвори во таква потреба. Најубаво е нешто, да ви кажам. Кога ќе одите негде на гости, ако имате многу убава маса наредено, што ќе забележите први ни јадењето? Ќе го забележиме порцуланот. Каков е масата, ако е убава па тоа окото ја. Дали имате сознанија, дали освен вас некој друг овде во Битола во Македонија се занимава со оплеменување, со култивирање на порцелана? Јас не знам тука во Битола дека има некое чупче што работи, али тоа поќе со стакло се занимава и декорира порцулан. А дали знаете дали овде во Битола или во нашава Македонија може да се најде ваква литература која може да речам доволно да го инспирира секој уметник порцелана да го претвори во уметничко дело? Јас не сум побарала овдека, овие книги мене ми се сите од Франција купени, каде што и го работам. И јас, например, сите мои работи што ги имам овдека цртано, дословно не се направени како што сум ги видела во книга или сум ги видела негде во некој часопис или сум видела во некое списание за мода, за арт да табле, што го викат французите, за редење на масата, како да се направи сите тие работи. Но секој си има свој. Може да го дода или да го одземи нештото, Само например. идејата е користна. Само идејата ја И користам. после тоа го Да, после додавам, ако треба ќе го поместам, например, некој према самиот тањир што ќе го земиме да го цртаме, или самата кутија што ќе ја гледаме да ја нацртаме, према незе ќе си додадеме или ќе си одземеме нешто. Моите први почетоци не можат да бидат како што се сега последните. Затоа што јас оваа техника не ја имав работена, нормално секоја техника
Тој што работи со порцелан, како што рековме, прво треба да ја замисли работата, односно да замисли што понатаму сега ќе се случува, што ќе нацрта, како ќе нацрта и така натаму и така натаму. Меѓутоа сега е битно и тоа како ќе се оствари печењето. Затоа сигурно и тоа е нешто што треба да се знае. Мери ќе ни го објасни сето тоа. Да, мора да. Вината и златото мад се печат на 1000 степени. Значи овде еве практично. Овде и имаме конкретно така. многу Овде имаме техники повеќе на бои, работа. така? Да. Значи секоја боја се пеше посебно. Овие бои се печени посебно, првин, боите, на кои овај дел А тоа, оваа печката, например, ја ставаме во, да речеме, поручек во 17 часот, завршуваме со курсот и ја редиме печката, симе на спратови. Не сме ни едно до друго да се додирнува. Си пропадни таа натре во Значи порцулана. тајната е да се знае која боја на која температура треба да се испече. И да се испечат, и сите се ставаат, имаме едни како троножници вака, сите се ставаат едно врз друго ако се тањери, ништо да не се допира едно до друго. Да. И тој воздухот автоматски се затвора печката, се има проблем. Повеќе нема. Од сефива Пропаднато е. Натре, како што беше глазурата, ја останува изеде и останува трајно. Нема блише. Сега во некои техники што ги работиме, тоа со кршењето на златото, на глазурата, може златото да излези негде, али во тоа е и намерата да биде малку како старо, али не во сите, например, техники. Има во Македонија вакви печки, може некој да... Јас мислам дека имало во Гостивар, се испрашувавме ние, јас така бев заинтересирана за една.
добра во Битола. Тоа беше прво Да. представување пред јавноста? Првото представување 2001 година, така да во таја изложба јас сум многу задоволна од таа прва изложба. Како ја прифатија битолчани? Ова е малце нова работа, сега што се гледа. Баш тоа сакав да ви го кажам. Кај нас луѓето не слушнале. Виделе може. Али дека се работи рачно, слушнале имало во нашата фабрика во Велес. Некој по порачки работел. Сега све се затвори. Нашите луѓе доаѓаа и со дечиња помали, да ги донесиме, вели, да видат децата наши. Ако ви се скапи работи, печам и па се навраќам и па се навраќам. А машината ќе го залепи, оп, ќе го помини, ќе го одлепи, готово, сериско. Ете така. Тие работи, таа изложба, значи јас сум многу задоволна. Не продадов многу работи, знам дека работите на луѓето му се тука скапи. И овај мене порцуланот ми е купуван во Лимош, од Лимош фабриката, најпознатата фабрика за порцулан во Франција. И најдобриот порцулан го изработуваат, така што и на времето и сега порачуваат за председателствата, за кралевината, порано кралевите сите, целиот порцулан го порачувале од Лимош. Ако те малку од овие ваши уметнички творби продадовте, Ама, задоволството... Колку се скапи? Колку еден ако пред? Па сега зависи, например, вака. Овој тањирот, например, од 30 до 50 евра. Зависи колку имаме работено на него, дали има злато многу и колку техники, колку време е работено и печено. Така, од сето тоа влегува и печењето. Тука, печката цела ноќ работи, значи таа троши струја и тоа треба да се плати. Ако земиме да го рачунаме сатите за работа и да го нема никогаш да го продадеме. Оти никој за 42 сати, например за сликите што се работат, тие се многу покомплицирани, не можеме да му ги земиме парите на луѓето. Али сепак да се плати, барем да се сврти работата, да се купи. Повеќе се усовршува. Секој може да ја работи. Само да има волја. Да, значи волјата е во прашање. Кажете ми,
вака некој искуство, некој дали ви кажал, повторно пак малку да се релаксираме, ако седне човек да руча во еден ваков сервис, украсен со ваки разни цветови и така натаму, му се зголемува апетитот или му се намалува? Јас да решам да седнам во еден ваков сервис да јадам, ми се чини дека ќе се уплашам да не готнам некој од овие цветовите, оти како живи. Не се плашете. Да. Цветовите си се тука. Печени се, не мрдат нигде. Например, кога ќе убаво некоја маса, Кој имате видиме предмет, наместена. нешто што е интересно во врска со техниката. Со техниката, ова е последна. Да. Последен начин на работење. Ова се работи само со перодрж. Оваа техника е само боја и таа течност која мириса малце како на анасунка, како така, е блага течност. И со тоа самото нанесување таа си се стврднува, потоа го печиме. Значи раката тука при Раката цветањето не тука е сме многу- да затрепери, треба Не. да се оформи цветот Многу. како. Мора да се оформи. Да. Мора. Мора и сето треба да биде танко многу. Затоа се вика изработка како тантела. Како нашите баби, Како везено нешто. баби што правеа тантели. Да. Како плетеле. Како плетеле. Да. Ето тоа е ова техника и на крајот малку пак злато ставаме околу. Не, овако се нервираш, не можеш. Ова е работа што ќе си ја оставиш на масата, например. Ќе си работиш денес, па утре пак ќе си дојдеш, па кога сакаш ќе си дојдеш на него. Некогаш и ноќе ќе ти текнат некои идеи, ќе си станеш па во книгите ќе си гледаш. Да. И за другиот ден да си имаш идеи. Да. И изработката на сите овие работи во мозокот замислено.